Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Уште една донација за Прилепската болница. Джебен ултразвучен апарат од Сојузот на тутунарите. Интересот на полуматурантите насочени кон економската струка во Кузман Јосифовски Питу. Во големата сала на Цепенков утре вечер ќе се прикажува долгометражниот филм Девојките на Марко, изработен од драмската секција на Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Комуналец го рехабилитира фудбалскиот стадион кај могилата на непобедените. Времето денеска променливо облачно, попладне услови за дожд. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. На иницијатива на пензионираниот доктор Златко Савовски, Прилепската болница доби донација ултразвучен апарат од Сојузот на тутунарите, кој ќе се користи на интерното одделение, првенствено во Центарот за дијабет, како и во другите одделенија кај хоспитализирани пациенти, без да бидат транспортирани за дијагностика со ултразвук. Ова е прв ваков апарат во Прилепската болница, наречен Джебен или ултразвучен апарат за на лице место. Знаете, и претходно има доста донации, ние сме благодарни на сите донатори. Исто така купуваме и со сопствени средства, меѓутоа голем дел ги добиваме и со донации, се со цел за болницата и пациентите од Прилеп и поширокиот регион да бидат услужени со квалитетна здравствена заштита. Ќе бида горди сите тутунопроизводители што од дел од нивната чланарина отиде во болницата за користење на рана дијагностика на самиот пациент. Како и изминатите 2 години покрај електронското пријавување, учениците и денеска физички ги доставуваа оригиналните хартијани документи во училиштата во кои аплицираат. Дека стручното образование во фокусот на полуматурантите покажува интересот за уписи во Средното економско правно училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп. Првиот уписен рок, електронското пријавување, кое заврши на 15 јуни, оценето е како релативно добро споредено со изминатите години, според Христина Бозовска-Николовска, директор на училиштето. Денес е вториот ден од првиот уписен рок, кога учениците ги доставуваат нивните документи. Како училиште поминавме релативно добро со оглед на тоа дека изминатите години имавме помали бројки и сме со релативно добра бројка на пријавени ученици. Голема благодарност до тимот кој што учествуваше на презентациите и кој што работеше на приемот на документи, како и до учениците кои што ни ја укажаа довербата за да дојдат во нашето училиште и заедно да работиме на нивниот успех и градење на личност. Утре вечер во големата сала на Цепенков ќе се прикажува долгометражниот филм Девојките на Марко од драмската секција на Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп. Филмот е работен според истоимениот роман на Оливера Николова. Проекцијата на филмот Девојките на Марко е последна во низата настани на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кои што се случија во текот на изминатава година и кои ја одбележа ова учебна година. Станува збор за проект, за еден од многуте проекти на драмската секција на нашето училиште, која што под менторство на професорката Билјана Тинтовска работи веќе 27 години. До сега сме имале многу успешни проекти, како драмски представи, така и филмови пократки, меѓутоа ова е ваков прв долгометражен филм, во кој што ќе го видиме талентот, значи ќе дојде до израз талентот на нашите ученици. Како што веќе спомена директорката, нашава драмска секција работи успешно 27 години и имаме многу наши авторски текстови, повеќето ни се авторски текстови. Меѓутоа, недостатокот од сцена, каде што би можеле да на сцената да прикажеме некоја друга авторска наша представа, ненаведена идеја
да создадеме вака еден филмски проект. Сакавме да биде нешто што е актуелно за младите, исто така да ги допре вредностите што сега некако се во опаѓање во општеството, да издигне вредноста на семејството, на меѓучовечките односи, другарските. Јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп во соработка со локалната самоуправа започна со активности за целосна реконструкција на трибуните од стадионот за фудбал на Могилата на непобедените. Се извршува зацврстување и поправка на челичната конструкција од безбедносни причини, замена на штафни и поставување на нови пластични седала. Воедно се извршува и комплетно чистење на околината околу стадионот. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и топло со сенчеви периоди, а во попладневните часови се очекува локална нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На одредени места атмосферските процеси ќе бидат поинтензивни со пообилни врнежи и услови за појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Во Прилеп променливо облачно, во попладневните часови во делови од Пелагонија ќе има услови за нестабилност со пореен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура достигна 14, а максималната ќе достигне до 24 степен. Од утре до почетокот на следната седмица времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен, повремено и засилен ветер, претежно од северен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.